Во третото наше видео разговаравме со Мерсиха Смиловиќ, граѓански активист и председател на Баолеис од Скопје, кој што има многу искуство во имплементацијата на и подобрувањето на човековите права во македонското законодавство и општо во општествените и социјални аспекти. И така мислам дека во видео добивме доста релевантни информации кои што ни помогна да го изработиме нашиот извештај и општо да научиме нешто ново. Моменталната состојба со вклученост на лицата со попреченост, мораме да кажеме во Македонија, за жал е многу ограничена и често пати се сведува само на формална вклученост. Така да во однос на законите, донесувањето, законот за заштита и спречување на дискриминација, вклученост, знаеме во минатото постојаат некои конкретни мерки со кои што институциите превземаа за да се вработи лице кое што ме некој вид на попречености, но за жал ние само сведочиме на символична застапеност без да има некоја суштинско влијание или некоја суштинска позиција која што може да допринесе до нивна подобра вклученост. Во однос на тоа колку е битна улогата на граѓанските организации, дека во след институциите, морам да кажам дека е премногу битна и граѓанските организации се вклучен коректив на власта, бидејќи тие се невладино тело кое што е независно во однесувањето на одлуките и не сме да трпи никаков притисок. Така да невладините може да обезбедат некој независен мониторинг, да е зголема транспарентноста и да бараат поголема транспарентност од институциите, како и да даваат глас на оние кои што често се невидливи во системот. Значи во конкретен случај кога збориме за корупцијата, тука нивната улога е многу важна, затоа што токму граѓанскиот притисок е тој кој што создава одговорност и поттикнува да некои работи да се сменат и алармира за некои коруптивни работи кои што се случуваат или некои неслучувања, значи не функционирање на законите. Во однос на најголемите бариери за слепите и слабовидните лица, значи она што мораме да го кажеме дека повеќето веб страници на официјалните министерства се неадаптирани, значи документите се без нема аудио или нема брајова верзија на некои документи, значи на повеќето документи нема. Потоа административните процедури која не земаат во предвид попреченоста во однос на слабовидноста. Институциите не се толку секогаш достапни физички да може да се нема пристап, значи нема можност да пристапат кон институциите, значи голем број институции немаат лифтови, туку имаат скали кои што не се секогаш достапни. Начинот на кој што тие слепите лица ќе се движат, значи тие не можат самостојно да функционираат, а во периодот има еден голем гап каде што во месеци каде што слепите лица немаат ни лична асистенција, така да тие воопшто немаат можност да пристапат самостојно кај голем број институции. Исто така потребно е да се зголеми свеста кај службениците, кај државните службеници, бидејќи тие имаат обврска согласно бројните конвенции кои што нашата држава ги има подпишано и ратификувано, имаат обврска да се зголеми свеста за слепите и слабовидните лица. Некако леги кои што сме присутни во невладиниот сектор во таа една категорија каде што помагаме на ранливи категории на луѓе без разлика на каков вид на ранливост станува збор, сметаме дека имаме опцијата да ги едуцираме граѓаните, луѓето кои права ги имаат. Без разлика дали се работи за лица со попреченост или граѓани, значи мора сите да бидат запознаени со своите права, така да често имаме кампањи каде што ги подучуваме за кои се основните човекови права во нашата држава, исто каде да се обратат доколку некое право им е прекршено или некое право не им е дадено на располагање. Но од друга страна имаме и таа активна улога да ги следиме институциите, колку тие се придржуваат до законските норми, колку тие ги даваат од правата на граѓаните. И така да дефинитивно ние сме тие кои што бараме отчетност од институциите до каде имплементацијата на некој закон и слично. Преку проектите како што се ово Invisible Citizens, тука се детектираат проблемите, тука се креира конкретна препорака и притисок како тие да се решат со конкретна анализа, но како и со конкретни механизми како тоа да се смени. Значи секој вид на
притисок кој што се прави и се зборува меѓу луѓето, меѓу граѓаните, дека за видот на корупцијата, дека постои корупција, дека кај треба да се обратат, дека институциите се должни да дадат отчетност, дефинитивно е голем придонес кој што секој граѓанин го има, а проектот како што е овој Invisible Citizens, дефинитивно разговорот со слепите слабовидните лица за нивните прави обврски навистина може многу да допринеса. Така да таа вид соработка која е помеѓу Легис и СНЛ е многу битна, како во рамките на невладиниот сектор, така и во регионот, бидејќи самиот балкански регион има слични предизвици. Имаме слични држави кои што стануваат независни во последните 30 години, каде што независно го градат тој некој социјален систем. Така да дефинитивно заедничките иницијативи да многу помагаат, да се разменуваат добри практики, заеднички кога се креира еден глас, многу има голем ефект и многу далеко достигнуваат тие некои заеднички препораки и притисоци кои што заедно ги се креираат на ниво на институции. Па така да тука и препораките до институциите би биле да се вклучат повеќе активно во инклузијата, бидејќи инклузијата не е веќе прашање на добра волја, не е на инклузија затоа што тоа се случува во светот, институциите треба да сватат дека инклузијата им е обврска, должност, законска, че те мора систематски да обезбедат информации во сите форми, инклузивни политики, и исто така да ги вклучат активно лицата со попреченост во процесите на одлучување. Значи ние веќе немаме на клучни позиции, во собранието немаме лица кои што пратеничка која би доаѓала од това. Така да ние ќе зборуваме за вистинска инклузија, вистинска демократија, каде што ќе живееме инклузијата. Нема само да биде нешто што го говориме инклузивно, туку ќе живееме и во секојдневното функционирање на нашите активности, на државата, на институциите, на собранието, на локалната самоуправа, ќе ги видиме лицата со попреченост вклучени во сето тој момент. Мојата порака до слепите и слабовидните лица е да никогаш не престанат да го користат една од мокните алатки која имаат, тоа е нивниот глас. Нивниот глас е важен и многу битен. Системот немојте да дозволите да не ги детектира и не ги гледа вашите потреби. Бидете доволно гласни за да ве слушнат. Вклучете се, барете ги вашите права и бидете дел од сите процеси во кои што се обликува нашето општество. Тогаш кога промените ќе настапат, тогаш кога сите заедно ќе застанеме солидарно и вклучени. За жал, секогаш во вакви моменти на неправда, на нефункционален систем, таа нефункционалност најмногу се видлива кај лицата кои што имаат потреба од системот да ги заштити. Така да вие можете да станете лица кои што ќе бидат најгласни застапници за своите права, за својата правда. Кога ќе бидат доволно гласни, ќе ве слушнат не само институциите, туку и граѓаните кои што ќе ви се вклучат во борбата, бидејќи да сите ние копнеше желба да живееме во едно праведно друштво, во едно солидарно друштво и во едно инклузивно друштво. Ако толерираме да системот биде нефункционален за една група на граѓани, тој систем ќе биде утрен толерантен и нефункционален за сите други граѓани. Така да реагираме навремено, заедно и солидарно, да биде ова општество солидарно, социјално и каде што сите ќе бидеме потpuno повклучени.